Thanks a lot, Chairman Velkovski, and thanks a lot. Ви благодарам, председателе Велковски, благодарам пратеници, што му посакавте добре дојде на нашиот тим од енергетската заедница. Драго ни е што сме во оваа прекрасна куќа и сала и ви благодарам што одвоивте време да дискутираме за некои аспекти, некои прашања кои не само што ја окупираат вашата дневна работа, туку и ќе ја оформат иднината на вашата земја. Особено задоволство е да се биде во парламентот денес и како што рече председателот, ова е вистинската причина поради која што дојдовме во Скопје во овој период од годината, затоа што енергетската заедница е организација. Северна Македонија е основачки членка, каде што активностите се случуваат со имплементација на европското законодавство. Тоа е нашата главна работа. Има два столба во секоја земја. Едната е владата, која што треба да ја имплементира да ги имплементира законите, а другиот столб, кој што е подеднакво силен, е парламентот, како и секоја земја членка на ЕУ. Ние заедно со владата и со вас треба да го направиме заедно. И ние тоа го правиме на многу проактивен начин, како што рече вашиот председател утрово, е да се одржи оваа средба. Тоа го надминува носењето закони само поради себе. Ние ги наблюдуваме земјите, односно нивната успешност во имплементацијата, и овој извештај што го гледате пред вас и кој ми е задоволство да го презентирам, и можем да ви кажам дека Северна Македонија доста добро ниво на успешност има постигнато. Тоа е прикажано во еден дел и на еден конкурентен начин како сите земји постигнале. Многу од земјите се представени пред слични предизвици во еден момент од историјата во кој што се соочуваме со голема транзиција, чија што јачина не може да биде преценета. Тоа е зелената транзиција, или како што го викаат Green Deal во Европската Јунија, и лично сум убеден дека една земја која што рано ги воведува и ги освојува овие измени, зашто верувам дека Северна Македонија може, тоа ќе ви оформи иднината за следните векови. Гледаме на глобалната сцена дека има трка кој оди побрзо и помудро кон зелена трансформација. И тоа влијае на секоја земја во Европа. И за тоа сакам да зборуваме заедно со вас. Ќе направам кратка презентација и се надевам дека ќе се вклучиме и во дискусија. Не би сакал да одам во деталите од тоа што имаме напишено во нашиот извештај, затоа што треба да гледаме и кон иднината и да се фокусираме пред се на сегашноста. Ќе треба и на некои работи да се задржам, затоа што беше турбулентна година, овие се годишни извештаи, и беше турбулентно за Северна Македонија, како и за енергетската заедница. Нашето председателство минатата година, односно, знаете дека Украина минатата година беше нападната, и тоа тоа влијаеше и на нашата работа и на нашите ресурси во поддршка на Украина, и тоа влијае на цела Европа, и тоа е тесно поврзано со енергетската криза која што ја искусивте овде во Скопје и во целата земја исто така, и која што дефинитивно ќе ја оформи дискусијата за иднината. Иднината е тоа, како што споменав, транзицијата, и верувам дека Европската Унија има најдено еден соодветен одговор, генерален,
Меѓутоа, мора да се справиме со оваа криза и мерките кои што може би изгледаат спротивставувачки, меѓутоа мора да одиме побрзо кон зелена транзиција. Да одиме побрзо со прифаќање на обновливите извори. Може би да започнеме со кризата како наша точка на тргнување во Северна Македонија. Ова водеше, како и во многу земји, водеше кон декларација за прогласување вонредна состојба, која што е се уште на сила денес и дозволува на владата да биде поспремна кога се зборува за справување со кризи. Тоа е нешто што мора да го признаеме и верувам дека мора да признаеме дека мерките кои се преземени во целост беа добри мерки и неопходни мерки. И Северна Македонија не е единствената која што реагираше со субвенции, со ставање, ограничување на цените и така натаму. Ова е вообичаено низ цела Европа, затоа што не е само регионот кој што е погоден, туку цела Европа. Тоа што мора да го признаеме е дека не можеме да речеме дека кризата ќе трае за секогаш. Некогаш кризите стануваат нова реалност. И мислам дека ние сме на почетокот на таа нова реалност и на почетокот од тоа да сватиме дека енергијата е вредност, има своја цена. Цената е ранлива и мора да преземеме многу мерки за да се прилагодиме кон тоа и кон високите цени. Тоа е нешто што е важно, што мора да се прифати, да прифатиме дека има криза во однос на енергијата и цената е тоа што ги рефлектира природните ресурси, меѓутоа и вредноста за целото општество. Тоа дава сигнал за потрошувачите да бидат внимателни во користењето на енергијата и како што свативме, имате особено во минатиот период и во овој период имате фокус на енергетската ефикасност и штедењето. Тоа е многу добро. Субвенциите кои што се исплаќаат секако има поддршка и во овој дел од Европската Унија, што е добро, за да им се помогне на компаниите да се одржат и да се осигураат дека субвенциите одат кон тие што се ранливи, дека не ја плаќаат вистинската цена на енергијата. Меѓутоа, субвенциите имаат недостаток. Тие не охрабруваат инвестиции, тие ги покриваат трошоците, меѓутоа за еднинијата ни требаат инвестиции. Гледаме дека ни целиот регион треба да признаеме дека во минатото немаше многу инвестиции во енергетскиот сектор. И тоа е поврзано со фактот дека цените не секогаш ја рефлектира нивната вистинска вредност. Исто така гледаме во истовремено со ова криза, која што веќе не ја нарекуваме криза, туку реалност, е тоа што особено во Северна Македонија енергетскиот микс се менува. Тој беше земен здраво за готово долго време и секако вашите ресурси имаше лигнит, кој што се ближи кон крајот. Откривте многу други, како и многу други земји, нов ресурс, и тоа е лесан, и тоа е сонцето и ветерот, и тоа е новото гориво во зелената транзиција. И тоа е нешто што Северна Македонија ја прави првак во регионот со отпочнување со проекти, со воспоставување на иницијативи за тие проекти. Се надеваме дека со вашата вклученост можеме да направиме промена во енергетскиот микс од загадувачи кон обновливи извори, кои што може да се забрза не само со добри
проекти, туку и на правна основа разговаравме со министерот за економија дека новиот закон, односно ова е време, вистинско време за нов закон за обновливи извори на енергија. Како што гледаме, промената на енергетскиот микс од јаглеродни фосилни горива кон обновливи извори, тоа е добро и за издржливоста на земјата. Обновливите извори се локални, значи не зависите од увоз. Имате, и ќе зборувам и за тоа, имате промена во енергетскиот микс, тоа е природниот газ, но тоа што изненадува, или тоа што е нетипично за Европа, е тоа што Северна Македонија во моментов увезува лигнит. Не знам за друга земја што увезува лигнит. Веројатно тоа е локално гориво. Тоа е нешто што создава зависност и секој нов инсталиран мегават од обновливи извори ќе ја отстрани таа зависност и би било добро и тоа е важно. Гасот, кој што веќе го споменав, тој секогаш играл одредена улога во Северна Македонија, ќе игра и поголема улога од сега, ќе се надополни единствената влезна точка на газ во земјата со уште една точка и тоа е во согласност со тоа што европската политика го предлага, дека во ова време на турбуленција на руската војна против Украина треба да се диверсифицираме од рускиот газ. Значи, вклучувате повеќе газ во вашиот енергетски микс, тоа е чувствително прашање, комплексно прашање и сакаме да се декарбонизираме. Меѓутоа, Северна Македонија е еден добар пример каде што има транзиционална улога со природниот газ. Причината поради која што веруваме дека вашиот енергетски пазар ги издржа предизвиците и шоковите кои што кризата ги донесе, секако со интервенции и со субвенции исплатени на актерите и на потрошувачите, ето што нешто што споменав од пораката од извештајот е тоа што Северна Македонија секогаш била предводник, особено во создавањето на пазари на електрична енергија. Имавте рана приватизација, имавте неколку тешки моменти, меѓутоа мислам дека ова е нешто од кое што сега имате корист. Имате добар модел на цена и на тарифник, имате добар регулатор. Тоа се силни страни кои што треба да бидат поддржани и исто тоа е една од улогите на парламентот да го заштити регулаторот, независниот регулатор кој што е одговорен кон вас, меѓутоа му треба таа независност. Му треба да биде заштитен и му требаат ресурсите и средствата за да работи. И како што разбрав, има финансиски план кој што треба да се одобри во таа насока. Работиме одблиску во Виена, го наблюдуваме функционирањето и независноста на нашите регулатори и го гледаме истото во Северна Македонија. Што ви носиме од енергетската заедница? Што ќе биде иднината од нашата перспектива, особено во однос на законодавството? Во септември минатата година усвоивме закони од министрите. Можете да го кажете, тоа е демократски дефицит и можем да се согласам со тоа. Имаме и парламентарен пленум, во кој што неколку од вас сте и членови.
Меѓутоа, тоа е улогата на парламентите, која што се уште предстои да биде одобрена. Министерскиот совет во декември 2022 година усвои сет на одлуки. Првата е пакет за закони за електрична енергија, дел од пакетот за чиста енергија, кој што ако правилно се транспонира, кој што на крај пак ќе биде ваша одговорност, ќе води кон целосна интеграција на националниот пазар, не само со соседите, но и со целата Европска Унија. И тоа не носи само придобивки за подобар живот, туку овозможува транзиција кон обновливи извори. Ке имате флексибилност, особено ако вашите систем оператори ги користат вистинските средства на Републиката, и една од тие средства е добро етаблирани системски конектори, тогаш големите предизвици на транзицијата нема да биде македонски предизвик, туку регионален предизвик. Исто така, регионализацијата на зелената транзиција е нешто што го искусивме минатата година. Имаше, например, во Берлинскиот процес и декларацијата од Берлин. Председателя, вие и други членови, односно пратеници, го посетивте Берлин неодамна. Истовремено декларација се усвои, која што се фокусира на безбедноста на енергетската енергија, на транзицијата на електричната енергија и се труди да гледа регионот холистички со сите граници кои што може да се користат, со сите енергетски миксови, за подобро да се балансирате како мала земја и се разбира за да привлечете неопходни инвестиции. Веруваме дека закон за обновливи извори ќе биде добро за да се надополни законот за електрична енергија. Веќе работите утрово сватив дека работите на клучни елементи од енергетската заедница и тоа исто добро. Децентрализирање на обновливите извори, тоа е одлична вест. На терен се одвива и развојот на електричниот пазар. Наскоро ќе има спот маркет, размена на енергија, кој што мора не само да се воспостави, туку и да биде ликвиден. Мислам дека одлуките за тоа како тоа ќе изгледа во моментот се одвиваат и тоа ќе биде сршта за да се споите со соседите. Во врска со гасот, срекни сме што видовме и го поддржуваме тоа, односно две клучни настани, тоа е заклучокот на договорот за интерконекција помеѓу Гама и Булгар Трансгаз, кои што овозможија овој блокиран интерконектор меѓу Бугарија и Северна Македонија, кој што беше блокиран од Газпром, да биде ослободен и да се зголеми за да има достапни поголеми капацитети. Ова е важен чекор, барем беше за оваа зима. Дали ќе биде доволно за следната зима, ќе видиме. Се надеваме дека ќе биде грчкиот интерконектор, се надеваме дека ќе се приклучи. И вториот елемент е формирањето на Номагаз, новата компанија за газ и нашиот предизвикот, нивниот предизвик е сега дека треба да бидат раздвоени, да има собственичко развојување. Се надеваме дека тоа наскоро ќе се постигне. Да заклучам,
транзицијата, промените во енергетскиот микс и промените во законодавството кои се потребни, не само законодавство усвоено за да се унапредат промените од фосилни горива кон обновливи извори, тие треба секако понатаму да се имплементираат. Уште еднаш ќе повторам, на постројките за јаглен, кои што се уште оперираат во земјата, нашата обврска не само да наблюдуваме, туку и да проследиме. И во овој случај, кој што го спомнав, има една чиста дилема. Дилемата е за важноста на генераторот на електрична енергија, особено во време на криза. Многу земји привремено се префрлија кон јаглен и другиот парт од дилемата е дека овие постројки треба да ги почитуваат правилата на животната средина и не зборувам за емисиите на јаглерод диоксид, зборувам за емисиите на загадувачи кои што се штетни за здравјето и за средината и за оние кои што живеат и за оние кои што се афектирани како соседи. Тоа треба да се земе предвид, да се справите со тоа. Треба да се најде решение. Тоа не е лесно, како да се спојат овие две цели и за постигнување на енергетска безбедност и заштита на животната средина. Додека се правиме транзиција кон нови извори. И на краток и на среден рок. Тоа е за енергетскиот микс. Што друго е важно? Во секоја транзиција важно е правилно менаџирање и за ова менаџирање ви требаат таргети. Сега усвоивме во декември таргети, цели за енергетската заедница. Секоја земја си има своји цели за емисии, за заштеда и така натаму. Тоа се случува во Европската унија и како исто така ви треба правилно планирање. Тоа е важен дел од нашата работа и беше важен дел од нашата посета исто така да разговараме со владата, со двете министри кои што се вклучени за ревизија на планот на NECP. Македонија е првата земја во енергетската заедница што го усвои овој план. Меѓутоа тоа треба да се ревидира и да се адаптира кон промените. Направивте напредок и тоа треба да се земе предвид и се надеваме дека ќе ви даде можност како пратеници да ги разгледате политиките и мерките кои се стремат да ја овозможат оваа транзиција. Зборувајќи во регионален контекст, не само во национален контекст, Европската унија е организација со која да се асоцирате во ова време на турбуленција, на вистина суштинско и неизината Green Deal политика оди чекор подалеку. Северна Македонија дава цена за јаглерод диоксид. Знаеме дека во Европската унија има шема за тргување со јаглерод диоксид. Европската унија неодамна стана многу директна кога станува збор за дозволување на своите соседи или другите земји да увезуваат во Европа без да платат такса за јаглерод. Сега има се работи на еден механизам за приспособување на плаќањето на тие такси и кое што ќе биде важно кога ќе се земат предвид производите што ги извезувате. Значи Европската унија мора да се
да се плати истата цена како кога би биле лоцирани во Европската унија. Значи, такси за извоз на енергетска енергија, меѓутоа и за други. Логичното прашање е ако зошто не би го If you develop a carbon price, може да предложите цена на јагленот не само на национално ниво, туку и на регионално ниво и да бидете сигурни дека приходот ќе биде употребен во соодветни цели во следниве месеци или во следниве квартали. Сметам дека треба да се придаде значење на ова прашање. Ова се многу предизвици кои што ги набројав, ќе ми простите што се навратив, што не се навратив на се она што Северна Македонија направи. Овие сите квадратчиња се вклучени во презентацијата која што ви ја поделивме. Сепак се задржав на предизвиците кои што не се малку и треба многу да сториме. Ова е еден генерацијски предизвик, но и можност и потребни ни се сите, не само овде од Северна Македонија, само овде во Скопје, потребен ни е целиот свет да биде вклучен во решавањето на овие проблеми. Имав навистина плодни средби со министерот за животна средина и со многу други представници на клучните институции. Потребна е владина вклученост, но доколку забележите дека има простор да се вклучите во овие предизвици за да се намали магнитудата на последиците, особено во смисла на цените, во време кога се соочуваме со буџетски предизвици, ќе ве замолам да се вклучите и како парламентарци. Ова е единствена инвестиција која што може да направиме за едните генерации. Тука ќе се заблагодарам и останувам отворен за прашања.